Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Ете и нашиот најголем македонски христијански празник помина. Верувам дека убаво си го дочекавте со вашата фамилија, дај Боже уште многу години вака да празнувате и со поголем број на членови во вашите фамилии. Вечерашнава наша емисија ќе ја посветиме на празникот Ѓурѓовден кој е на 6 мај, а посебно како ќе дадеме прилог како македонците од исламска вероисповест во Гора денешна Албанија го дочекуваат овој значаен празник. Но не можеме а да не дадеме и прилог по повод 119 години од смртта на Гоце Делчев, а потоа куси вести од Македонија. Денес е и празникот, меѓународниот празник 1 мај, денот на трудот. Токму вечерва ќе се осврнеме на тој за мене значаен ден, а последните минути ќе ги искористиме со мојот коментар на неделата. Најпрво да започнеме со прилогот за Свети Ѓорѓи, односно Ѓурѓовден, за да потоа со песна ви посакам на сите вас кои го славите овој празник или го носите тоа име, нека ви е честито и вечно, а ние со прилогот. Првата недела по Великден е наречена Томина недела. Во мигот кога Христос воскреснал и се појавил пред своите апостоли, вечерал со нив и ги поучувал, Тома не бил присутен. Воодушевените Христови ученици му го раскажале настанот на Тома, а овој рекол: додека не ги видам раните од клинците на рацете негови, и не го ставам прстот свој во раните од клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам. По 8 дена, пред насобраните апостоли, повторно дошол воскреснатиот Исус, овој пат обраќајќи му се на Тома, а овој воскликнал: Господ мој и Бог мој. Исус проговорил: ти поверува затоа што ме виде. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. По слегувањето на Светиот Дух, Тома заминал за Индија, па таму и илјадници луѓе внел во верата Христова и ја засновал црквата Божја. На 6 мај го славиме споменот за Свети Георгиј, родум од Кападокија, во богато семејство. Татко му пострадал за Христос, а мајка му се преселила во Палестина. Кога пораснал, Георгиј отишол во војска и во својата 20-та година го стекнал високиот чин трибун, служејќи му на царот Диоклецијан. Кога царот започнал гонење на христијаните, Георгиј истапил пред него и исповедал дека е христолюбец. Бил сурово мачен, труен со отрови, но Свети Георгиј со молитва бил исцелуван за миг. Кога маченикот воскреснал мртовец, тогаш многумина ја примиле верата Христова, а меѓу нив била и царевата жена Александра. На крајот, во 303 година, Георгиј бил убиен со меч, но неговите чуда се безбројни до денешни дни. За многу години.
mnogo godini na ova mesto, mnogo narod se sobirao pred ova crkva hristijanska, ovoj praznik proslavele. Pak se sobrahme da go proslavime pred crkvama Sveti Georgija. Tapan denes neka udri, muzika neka sviri, celo selo da zagrami. Tapan denes neka udri, muzika neka sviri, celo selo da zagrami. Baba Jana orovoli, a poneja celo selo, ej, pak je Đurđovde. Praznik od denešen neka je za mnogo godini, do godina pak da go slavime. Od silna muzika Goten se zatrese i dvete sela okolni. Pejte se ga narode, puštete go srce to, večno denot da go pamatime. Pejte se ga narode, puštete go srce to, večno denot da go pamatime. Baba Jana orovoli, a poneja celo selo, ej,
така нека ми биде, а посебно уште еднаш да посакам сите оние кои го носат името на Свети Ѓорѓи, нека им е честито и вечно, а посебно би сакала да им ги честитам имендените на едни, може би за некој ќе заборавам, меѓутоа не верувам дека ќе ми замерите, али сакам да ги поздравам и да ги честитам имендените на мои многу добри помагатели и пријатели би ги ставила, а тоа се Ѓорѓ Стрезов од село Неволени, исто така Гоце или Ѓорѓ Кокарески од село Царедвор, а и Долг, мој пријател, што навистина имам големо за него добра мисла секогаш, Ѓорѓи Кизовски од Габреш, мислам дека е. Посакувам добро здравје и уште многу години да слушам убави вести за сите овие тројца, како и за секој ден. Но ние да одиме со рекламниот материјал. Секој ден посакува да живее во свој топол дом, а Сонја Димеска продавач на неподвижен имот, како куќа, бизнис, фарма е покрај вас. Завртете го телефонот на 416-900-5802 и побарајте ја Сонја Демеска, која најдобро ќе ви го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на неподвижен имот. Телефонот е 416-900-5802. Пензионерското друштво при црквата Свети Климент Охридски Гоце Делчев со председателот Перо Гулевски повторно се враќа на одржување на ручек, што е секој четврток од 12 часот на пладне. Од името на редакцијата ви посакувам добар апетит, се разбира во добро здравје, секој четврток во црквата Свети Климент Охридски. А македонската комуна од Торонто во организација на Обединети македонци на 15 мај од 12 часот напладне до 4 часот попладне пред Онтарискиот парламент на University Avenue и College Street ќе го дигне гласот на неправедноста на нас македонците од страна на бугарските и грчките власти, како и многу други надворешни сили, а исто така и од домашните предавници во владата на Република Македонија, што ќе биде со мировен протест. Ве молиме, дојдете што помасовно, а вие кои не можете да се снајдете со превоз, овозможен ви е бесплатен автобус за да дојдете, но затоа пак уште утре треба да се јавите до црковните телефони, било во Свети Климент, Свети Димитрија Солунски, Света Недела во Иџекс или пак во Светилија во Мисисага. Овде не се работи за да се оди на игранка или пикник. Овде се работи за опстанок на македонството и затоа забележете го датумот 15 мај во 12 часот напладне на протест пред парламентот на Онтарио. Емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscriber на самата слика од десно. Со тоа ја давате и вашата поддршка, која е и бесплатно. Би сакала исто така да спомнам, односно да ве замолам да ја помогнете радио емисијата Глас од Македонија. Со тоа всушност помогнувате и понатаму да продолжи ова радио емисија да се емитува, било вие можете со донации, со реклами, честитки и слично, а и понатаму да биде дел од вас. Во продолжение да одиме со прилогот за Ѓурѓовден. Тој ќе биде како поздрав до сите вас од брачниот пар Борче Лозан или Лозановски од Охрид и неговата сопруга Фана Шомова, за да животот ве носи, како што посакуваат самите тие што велат, во да имате светла иднина, а јас од срце пак да им се заблагодарам на донацијата за радиочасот Глас од Македонија на овој навистина добар брачен пар. Ѓурѓе, млад Ѓурѓе, такој ти рече да дојдеш. Мене ми рече Великден, брзо по мене да дојдеш, по тебе шума и трева, по трева идат ќехаи, по ќехаи идат овчари.
Ѓурѓовден е еден од најголемите пролетни празници. Спаѓа во редот на календарски неподвижни и секогаш се празнува на 6 мај во чест на свети великомаченик Георги, кој, ширејќи и штитејќи ја Христовата вера, бил подложен на најсвирепи измачувања. Ѓурѓовден се смета како ден од кога почнува летната половина од годината. Бидејќи тој е мегник, значи се наоѓа на некоја граница, а секое гранично место, без разлика дали станува збор за гранично место кога зборуваме за простор или за гранично место во временски период од денот или од календарот. Значи дека тој е полн со една неизвестност, да се биде на граница, значи да се биде ни ваму, ни таму, или истовремено припаѓајќи и на двете места. И во таа смисла граничните места се полни со обредни активности, па затоа и Ѓурѓовден е еден од празниците кој што е многу полн со обредни активности. Карактеристично за Ѓурѓовден е дека го слават и македонците со православна исламска вероисповест, албанците, турците, власите, ромите. Пред и за време на Ѓурѓовден се изведуваат многу обичаи со магиско-апотропејски карактер. Најкарактеристични се обичаите одење на бијле, ѓурѓовденско капење со лековити билки, ѓурѓовденско... Перењето на билките, тоа најчесто се вршело еден ден пред Ѓурѓовден и тоа пред изгревот на сонцето. При самото берење на билките се вршеле и некои магиски активности во смисла за здравје, за убав изглед на телото, па затоа да речеме се тркалале во роса за да бидат здрави како росата, или во рж за да растат високи како ршта, или косата на девојките да им расте долга како ршта и така натаму. Билките што се береле многу често се береле заради нивната аналогија во самото именување, така например се берела дебелика, што ја опашувале околу половината за да биле дебели, здраве, за да бидат здрави. И со овие билки многу често и се закрмувала и стоката. Можеме да го споменеме обредното нишање, кое во минатото имало многу големо значење. Меѓутоа, со тек на време тоа повеќе преминува во знак на забава на младите. Обичаите за Ѓурѓовден се изведувани со голема радост, со љубов, со верба во нивната магиска сила, со народни умотворби, со благослови, со песни и игри се величи името на светецот, со пожелби за среќна и бериќат на година. На Ѓурѓовден се вршеле договарања на работи, се најмувале работници или пак на ниво на селска заедница, тогаш се договарале говедари, овчари, пољаци и најчесто оваа работа била од Ѓурѓовден до Митровден или и од Митровден до Ѓурѓовден, и во овие денови се вршело исплатата за полугодишната работа. А сега да чуеме како македонците со исламска вероисповест во гора денешна Албанија го празнуваат Ѓурѓовден. Минавме две граници до славата, до гората, до Вишната гора во Орешек, кај македонците во Албанија. Екна древен татнеш, чиниш ровјеница, топанот надкрена, зурлите спиштеа, орото созреа, го се втосавме светото македонско оро. Над нас самиот Господ и свети Ѓоргија со зарисата дојден на славата.
на македонската прослава. И те, что живут подалеку, идут за живут. Ще се собере. И напред се брали и от Гурбетка, и на Гурбетка идали люди. Ще дойдат дома. Ке да биде, мора да дойде дома. Ела една песня, što kaže čisto zove. Naračala, Kara Fatma poračala, haj naračala. Kara Fatma poračala. Putnaci, Kara Fatma po brođani, haj poninici. Kara Fatma po brođani. Ka što znaje, deli Hamzo neka dojde, haj, ka što znaje, deli Hamzo neka dojde. Neka dojde, deli Hamzo za Đurđevde, of, neka dojde, deli Hamzo za Đurđevde. Đurđevden ovdje kod nas je na praznike, se bere, rade se ljudi, ilize vo ljeto od zime. I se bere, ide na travke. Vo Saba stanuje beret svećina. I poslije odruček idu na travke su deneska. A utre džuren. Deneska krši potke girikaje. Beret potke. Se opet deca, ljudi su njih su potke, su svećina deneska. I oj potke što će soberet, utre poslije im se dava i stoke. I tamo se bereme, ima među dve sela Orešek, Crnjeljevo, pa i druge sela Gorske, pa se bere dvake. Nije imame Vonijača se bereme, tamo dve sela, igrame, pujeme i se veselime za Đurđevden. I ova svaka godina se prevoja Đurđevden. I tako da zamineme, denje i ubave se ovaj. Da zboriš za gora, treba mnogo vreme. I ja ne možem da kažem, znaš sve. Samo će kažem zašto se bereme ovo Nijača. Sad kada da znate vi. Nijača bilo jedno selo. Сега не je selo tu. I Nijača bila među Orešik i među Crnjeljevo. A сега tija selo Parosa, nema je ljudi tu. I ljudi što ostanali, malo ljudi što ostanali od Nijača, jene žive v Orešik, jene v Crnjeljevo. Pa za tija, za uspomenu od tija mesto, se bere i Orešik i Crnjeljevo. Bere travke, cveće i će se staviti ljudi među sebe. Će zaminuti malo vrijeme, će poigrati, će popiti. Tija je Đurđevden.
Поделуваме македонски думи со гордите горани. Ми зборуваат за последниот им предок Јован, после кога поминале од христијанството во исламот, пред 300 Божји години. Синовите на Јован понатаму се именувале Мустафа, Немиша, Ариф, Камбера, до денешните Бајрам, Рамазан, Шклјазим и Бесим. Во селото има гробишта христијански и муслимански. Црквата од Светагора имала имот во Орешек, ми раскажуваат. На местото Чука имало црква и во Нивче, каде се случуваше прославата на Ѓурѓовден. Планините се ракуваат со небесата. Ситно варне мајчице варнајчица, хај хај дадице варнајчица. Ситно појед мајчице пиличица, хај хај дадице пиличица. Ситно појед мајчице све кажуе, хај хај дадице све кажуе. Све кажуе мајчице за путници, хај хај дадице за путници. Зве путници мајчице издојдоа, хај хај дадице издојдоа. Сад наш путник мајчице не ни дојде, хај хај дадице не ни дојде. Ни остана мајчице да летуе, хај хај дадице да летуе. Ја не жалим мајчице што ќе летуе, хај хај дадице што ќе летуе. Току жалим мајчице шар постеля, хај хај дадице шар постеля. Само дрво не се сече, ми кажува Рамазан, приказни од селото. Ми кажува за високата елка, чија што сенка се огледувала на другата планина. Елката за која се пее песната. Јело, мори јело, високо што раснеш, далеку што гледаш, али видиш njega. Песна за љубата, гледаница, која си го чекала момчето од Бурбе. Театарот скрби утеха кини се во културна битка на Ѓурѓовден кај македонците во Гора Албанија. Во угорот, Божиот угор на гора. Од спротива горде е очикле, како да го посадил Бог во вишината. Потоа другите македонски горански села: Шиштеец, Борје, Црноилево, Оргоста, Запад, Пакишта, Кошаришта и моите домакини од Орешек. 9 села во Албанија, 20 во Косово, останатите во Македонија. Ех, дел во дел Босана, раздели па владеј, упатства за владење и скротување на македонската душа, применувани до денеска. Велми, мој Боже, преславен Господи, сонуваше да го обедини светот Александар Македонскиот цар, а ете ме пред поделената Македонија. И прелетува мисла додека чекорам кон местото, каде се започнува славата со песната. Облечен како Александар, по планинските висови чекорам. За миг помислив на безпатијата до крајот на светот, на Индија, на Хиндикуш, на висините на Химелаите, на крајот на светот, кој го бараше македонскиот цар, а еве овде под покривот на Бога живеат македонците. Мемишовци засвиреа со двете зурли и топанот. Поземав збор, го споделив со гораните, со македонците од Вишната гора.
статнат тапаните. Удираат, гајите завиваат, опните летај духу мој, ми треба гора, скутот на планината да ми ја лекува душата, да ја пуштам планината. Олимпу мој, Дионе свет граду, Оводо. Таму некаде пред нас е Бог, кој ни го определил последното искушение. Отвори ни го срцето, отвори ни го срцето, отвори им го срцето за љубов. Кој сум јас, Александар, царот на гордите македонци? Кои сте вие, Херакловото стебло, Орфеевите следбеници на Бога Македона чедата, децата негови избрани? Зафаќаат сурлите, гајдите тапаните, не понесуваат чествувањата, летај голобрдо, летај со сила и страст. А сега, кој сака да биде Александар Македонски? Зошто е важен Александар? Затоа пред 2000 и повеќе години зборуваше, нема повеќе да има ни македонци, ни персици, од денеска сите сме браќа. До ден денеска неговиот сон не е остварен. И ние како негови потомци, денеска во оваа света и славна гора, каде што го чествувате Ѓурѓовјан, треба да запомниме дека треба да живееме како браќа и пријатели. Да живее гора, да живее Ѓурѓовјан за многу години. Живеам со песните на гора, кои носат длабока тага и Божја промисла. Пеам внатре од душава. И зборовите како да зафаќаат свештено оро на ѓурѓовденската слава во гора. И велми знам длабоко од душава, дека што еднаш си дошол во гора, заминување нема. Таа останува за секогаш во тебе, во срцето ти, а и ти со неа, славејки и играјки од светите ора и песни македонски. Фирмата Недан Тем, реалистет специјалисти за продавање или купување на куќи. Дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Тука меѓу вас е нашиот многу добро познат сонародник Васко Недановски. Телефонот е 647 333 9628 или 905 877-8262. Целосен сервис на Недан Тимот. Тоа е и гордост која ја засврстува и врската со своите муштери. Значи, за реновирање, лисинг, продавање или купување на вашиот неподвижен имот, побарајте го Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали пак сакате да купите ауто од или лисате од марката Volkswagen, или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и за гарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис. Доволно е да го завртите телефонот на 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Повторно да спомнам пензионерското друштво при црквата Свети Климент Охридски Гоце Делчев
Со председателот Перо Гулевски повторно се враќа на одржување на ручек, што е секој четврток од 12 часот на Пладне. Добро дојдени сте сите. Македонската пак комуна од Торонто во организација на Обединените македонци на 15 мај од 12 часот на Пладне пред Онтаријскиот парламент на Юниверзити Авенју и Калич ќе го дигне гласот на неправедноста на нас македонците од страна на бугарските, грчките власти и други надворешни сили, како и домашните предавници во владата на Република Македонија со мировен протест. Ве молиме, дојдете што помасовно, а вие кои не можете да се снајдете со превоз, овозможен е бесплатен автобус. Јавете се до телефоните на црквите Свети Климент Охридски, Свети Димитрije Солунски, Света Недела во Еджекс и Свети Илија во Мисисага, за да знаат колку потребни се автобуси за да ги добијат. Овде не се работи за да се оди на игранка, како што реков, или пикник. Овде се работи за опстанок на македонството. Затоа, забележете го датумот 15 мај во 12 часот на Пладне на протест пред парламентот на Онтарио. Женската секција пак при црквата Света Недела од Еджекс го одржува својот ѓуѓовденски базар со домашни ракотворби, исто така јадење, се разбира домашно јадење и многу други изненадувања ќе имате ако дојдете идната недела после богослужбата. Тоа го ве покануваат од страна на женската секција при црквата Света Недела од Еджекс. А сега да одиме со прилогот за Гоце Делчев. На 4 мај во селото Баница, Егејска Македонија, загина Гоце Делчев, еден од најголемите идеолози на ослободителното движење на македонскиот народ. Во историјата на македонското национално ослободително и револуционерно движење, Делчев зазема врвно место и е символ на стремежите на поробените народни маси за слобода. Така дури и во странскиот печат од тоа време за него се употребувале епитетите душа на македонската револуција и идол и апостол на македонските селани. Освен учител и војвода, Делчев бил и визионер со широки разбирања за вистинските односи меѓу народите. Оттаму и неговата позната мисла: "Јас го разбирам светот единствено како поле за културно надпреварување меѓу народите." Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, Егејска Македонија, во семејството на Султана и Никола Делчеви. Гимназиско образование стекнал во Солун. Учел на Војната академија во Софија, а подоцна е исклучен поради социјалистичките идеи. Потоа Делчев бил учител во Штип во 1894 година, каде што се запознава со Даме Груев, еден од основачите на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Како резултат на блиското пријателство меѓу двајцата, Делчев и се придружил на организацијата во 1895 година, набрзо станувајќи нејзин водач. Поаѓајќи од конкретната состојба, недоволната револуционерна подготвеност на масите, слабото вооружување, неповолната внатрешна и надворешна ситуација, бил еден од противниците на решението од Конгресот во Солун 1903 година за кревање востание. Сметал дека моментот не е погоден. Делчев не бил против востание, туку за негова добра подготовка и затоа, согледувајќи ја штетноста од предвремени востанички акции, тој се обидел, но безуспешно, да влие за изменување на одлуката за подигање востание. Во селото Баница, на пат за Ловчанската корија на Али Ботуш, каде што во почетокот на мај 1903 година било планирано да се одржи конгрес на Серскиот округ на чело со Јане Сандански, за да се разгледа решението за кревање востание, Гоце Делчев бил предаден. Из утрината на 4 мај започнал да се стега обрачот околу Гоцевата чета. Така, наоѓајќи се во тешки услови, паднал во заседа, опкружен од турскиот аскер и бил смртно погоден во борбата со турскиот аскер. Така завршува животот на најдинамичната личност на македонското национално ослободително движење во предилинденскиот период, која оставила неизбришливи траги во македонската историја. Неговите посмртни останки најпрво се пренесени во Бугарија, а потоа на 11 октомври 1946 година се пренесени во Скопје во црквата Свети Спас.
Неговото само жртвување за делото на ослободувањето на народот во Македонија и Одринско и создавање на независна македонска држава му го донесе ореолот на признание и почит. Неговото име стана легенда, вткаена во свеста на македонските народни маси. Неговото име ги возбудуваше македонските поколенија. Со тоа име македонските прогресивни сили ја водеа во сосема нова општествено-политичка ситуација борбата на македонскиот народ за национално и социјално ослободување. Рамани творови метеше, мори девојко. Рамани творови метеше и дробни солзи ронеше, мори девојко. И дробни солзи ронеше.
Денес е 1 мај, денот на трудот, денот на работникот, кога во Чикаго во 1886 година 40.000 работници излегле по улиците барајки подобри услови за работа и со 8 часовно работно време, каде со бруталноста од страна на власта врз работниците имало и 6 жртви, 50 повредени, а многу уапсени, како и од 5 лидери осудени на смрт. Но овој празник стана символ на борба за права на обесправените. Овој ден постепено бил прифатен и одбележуван во многу земји во светот, посебно или поточно последните години од 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Така да 1 мај во повеќе земји во светот е прогласен за државен празник. Па нека ни е честит овој и за мене многу значаен празник 1 мај, денот на работникот. Одиме со новините од Македонија. Последни вести денеска, добро вечер. Понудата за лидерска средба на која би се разговарало и за предвремени избори се уште е отворена, велат од ВМРО ДПМН. Оттаму додаваат дека подготвени се да разговараат на повеќе теми, вклучително и за односите со Бугарија. Од владеачката СДСМ пак велат дека избори ќе има, но во 2024 година. И тоа за нив е затворено прашање. Андријана Лазов. Понудата на Мицкоски за лидерска средба се уште важи, иако премиерот Ковачевски експресно ја одби. Изјави денеска подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Во меѓувреме опозицијската партија бара во креирањето на државните стратегии да се вклучат и нивни тимови, кои според нив би биле од помош за решавање на кризите, а најбрзо што може да се определи датум за предвремени избори. Во спротивно од партијата веќе најавија дека по 10 мај, рокот кој го даде Мицкоски до власта, ке излезат на протести. Ние дадовме 10 дена да размисли и еве да повторам, од тука доколку Димитар Ковачевски не е тој кој што ги носи одлуките во СДСМ, спремни сме да седнеме и да разговараме со тој кој што тие ќе го посочат дека ги носи одлуките во СДСМ. Ако е Зоран Заев, ако е Радмила Штиринска, ако е некој трет, тој кој што ќе го посочат. Потребно е Македонија да излезе од политичката и економска криза преку решенија во 4 клучни сектори: економија, надворешни работи, евроинтеграција и односи со Бугарија и заштита на македонскиот национален идентитет, образование и здравство. И секако определување на брз датум за предвремени избори. Ставот на власта останува непроменет, дека ниту се потребни средби за избори, ниту пак одржување на избори. Велат потребно е функционално собрание и рационално трошење на буџетските пари. Од СДСМ и денеска повторија дека нема да дозволат, како што велат опозицијскиот лидер Мицкоски и ВМРО ДПМН е да создадат нови кризи. Експертизата на ВМРО ДПМН е се криминалот и корупцијата. Пред судовите треба раководството на ВМРО ДПМН да дава своја експертиза. ВМРО ДПМН продолжува со своето деструктивно однесување. Мицкоски ја покажува својата немоќ и безидејност. Избори ќе има во 2024 година и тоа е затворено прашање, велат од владеачката партија. Против одржување на избори се и ДУИ. Тие се на став дека предвремени избори се прифатливи единствено во април 2024 година, заедно со претседателските, односно само неколку месеци пред редовниот термин за парламентарни. Споменик вреден 200.000 евра и висок над 20 метри в понеделник на 2 мај ќе биде свечено откриен во кумановското село Слупчане, а ќе биде посветен на борците на Учака. Изградбата на овој споменик беше најавена уште минатата година на истиот ден, кој ДУИ го слави како Ден на бранителите. Деталите од Михајло Видимлиски. Спомен кулата во чест на она што се гради во Липковското село Слупчане на 2 мај ќе биде свечено откриена. Висока е на 20 метри, а од општинскиот буџет се одвоени на 12 милиони денари или скоро 200.000 евра. Настанот на Фејсбук го најави градоначалникот на општина Липково од ДУИ Еркана Рифи за тоа што мачениците го дадоа за нашата слобода. Ние ја поставивме спомен кулата за да го одбележиме нивното херојско дело за цел живот, пишува Арифи. Известно е дека на откривањето на
споменикот ќе присуствува лидерот на ДУИ Али Ахмети и повеќето партиски функционери. Собранискиот спикер Тала Џафери пак вчера запрашан дали ќе биде во Слупчане, рече дека каде и да оди тој е председател на собранието. На 2 мај се паѓа Бајрам, а тој се чека дома. Околу изградбата на спомен обележието, Канал 5 побара одговор од градоначалникот Еркан Ариф. Дали се обезбедени сите дозволи за градба и дали е регистриран. Ни кажа дека денеска имало обврски, но вети одговори на прашањата кои до сега не ги добивме. За овие прашања одговори побаравме од Министерството за култура, откаде вела дека во ниту еден сегмент не учествуваат во подигањето на современи споменици и спомен обележја. Во овој случај се постапува според Законот за меморијални споменици и спомен обележја, за што се надлежни собранието или единиците на локалната самоуправа. Но дека се заобиколуваат законите и собранието во овие случаи, алармираат и дел од познавачите. Архитектот Мирослав Грчев вели дека слично како и со Скопје 2014, спомениците се пропнуваат преку општинските управи. Само собранието може да подига споменици. Локалната самоуправа може да подига спомен обележја. И тој може да се издигне толку колку што ќе одлучи собранието на Република Македонија. И додека спомен обележја се прават чудовишни и слават нешто за што собранието не одлучило, а очигледно рефлектира на значење кое што го надминува локалитетот. Инаку договорот за градба беше склучен лани во мај, според кој кулата ја гради Кумановската Хоџа инженеринг. Според првичното, споменикот требаше да биде завршен во рок од 6 месеци. Ете, тоа беа новините од Македонија, а сега со мојот коментар на неделата. Како што слушнавте сега од новините од Македонија, Муртинското предавничко чудовиште, а сега и неговиот наследник ја донесоа Македонија да биде нова дередже. Македонија која е веќе село без кучиња, зашто не само однадво што ја обиколија дивите волци кои вијат, но и внатре во самата наша држава пак газат се што е македонско. Ни издигнуваат споменици, како што слушате, на терористичката група помогната од НАТО, УЧК, односно Западот, а нашиве така наречени македонски политичари се прават наудрени како да не знаат ништо. Иако има само една мала искра која свети во таа црна темнина, ние македонците не смееме да ја изгубиме, зашто гласот од таа темнина ни довикува да бидеме со неа, со Македонија, и никако да не се предаваме. Не смееме да мислиме дека сонцето не излегува. Тоа секогаш ќе излегува, за да после секоја темна ноќ се појави ново утро. Инаку, како човек би можел да живее, за тоа ни треба и трпение и надеж, а од друга пак страна мораме да даваме отпор против неправедноста врз нас македонците, точно како што ќе биде и на 15 мај пред парламентот на Онтарио. Меѓутоа, доволно беше да бараме права во Република Македонија. Сега нам ни треба да ги бараме и останатите делови на Македонија. Доста беше само со Република Македонија, зашто тие ораници кај Мала Преспа, Пирин, Егеј, со Вардар се присилно изорани и вештачки поставени. Затоа Македонијо и при сите овие атаци врз нас македонците и се што е македонско, јас, а убедена сум дека и најголемиот дел од македонскиот народ, без разлика од кој дел на Македонија е, ќе бидеме сите ние твојата мака, каде на ваквите шамари, на ваквите зулуми врз македонството и земјата Македонија не дека ќе дојде, туку мора да дојде. Мора таму да пораснат цвеќиња кои некој сакал за секогаш да ги уништи. Меѓутоа коренот од тие цвеќина за наша среќа остана и токму ти, мила наша Македонија, ќе бидеш рајската градина која ќе ги окраси целиот свет со сите твои убавини, со твојата демократија и се што си создала за овој свет, зашто ти си нашата срна која пие од изворот на нашите македонски души. Затоа ќе победиме и мора да победиме.
si bila zaradí sana, se od šara pa do Pirina. Mala Prespa, brdo Soluna, na tri strani od Turinci, sada zgasne rodot našinski. Zemljo moja, tatkovino, zemljo moja, pradedovino, eden denke s nema granica, makedonska ta oranica. Zemljo moja, tatkovino, zemljo moja, pradedovino, bona steče krv ilindenska, na tri strani krv makedonska. Ете, тоа беше се за вечерва, почитувани слушатели. Благодарност за сите вас, но и пријатна седмица. Идната недела да не слушате повторно со радиоемисијата Глас од Македонија на брановата должина 101,3 FM, каде покрај другото ќе дадеме и профил на нашиот познат водител и продуцент на ТВ програмата Победа Пискачева, македонско издание. Но затоа пак вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра и мирна ноќ. Добра ноќ. Колку векој беше газена, тешки бранги неке носиме, и за тебе ке се бориме. Дојде време со тираните да се гине или живее. Земјо моја, татковино, земјо моја, прадедовино, еден ден ке снема граница, македонската oranica. Zemljo moja, tatkovino, zemljo moja, pradedovino, bona steče krv ilindenska, na tri strani krv makedonska.